ќе зборуваме за екологија, ќе зборуваме за еколошки настани, ќе зборуваме за Охридското езеро и за неодамна одржаната 4-та екоакција која што се разбира беше посветена на чистење на Охридското езеро. Весна Кираџиева од нуркачкиот клуб Врело ја имаме утринава на линија. Весна, добро утро. Добро утро и за вас, Цеце. Драго ми е што сум гостин и што ќе говориме на ваква интересна тема, малку еден вид на промена од она што досега сме го говореле со тебе. Така е, да. Јас тој сега си размислував, луѓето веројатно те препознаваат најмногу по спортот, по атлетиката, по книгите, едно време и политиката беше дел од твоето функционирање, но некако спортот секогаш не можеш да му избегаш на некој начин, Весна, така би рекла, или спортските активности, она што екоактивизмот кој што го носиш во себе, секогаш ќе излезе на пиедесталот, но пред да зборуваме за она што се случуваше во Струга, неминовно да те прашам, дали гледаш фудбал, дали ќе пратиш и дали се радуваш на ова светско првенство? Па да, секако со задоволство, тоа е една од интересните работи кои што можете да ги правите во слободно време со друштвото и да поминете некое време така во поштена атмосфера, да навивате за некој кој што може би претходно не сте навивале, па така ќе ве понесат од околината и од друштвото. Да, понекогаш не мора да сме толку големи фанови на некакви репрезентации или на фудбалот, едноставно само да бидеме дел од атмосферата е некое достигнување или убаво чувство, би рекла, да се сподели таа енергија. Ајде ние да споделиме што се случуваше на 4-та поред меѓународна екоакција Нов живот за езерото. Велиме меѓународна, тоа значи дека имаше нуркачи и волонтери од повеќе земји. Тоа се всушност љубители на природата кои што доаѓаат и од Србија и од Хрватска, покрај се разбира од Македонија, за кој што важи истата мисија за сите, а тоа е секако да не обедини љубовта кон природата и кон она што го имаме, а се разбира сакаме да го зачуваме. Што се случуваше, Весна, пред известен период во Струга? Така да, убаво најави, имаше една екоакција која што е дел од повеќе, нели, екоакции, повеќето веќе почнуваат да стануваат информирани дека во државата се случуваат и вакви нуркачки екоакции, односно за чистење на водите во Македонија, претежно се случуваат во и околу Охридското езеро, овој пат тоа беше во Струга, така што имавме баш онака огромен број на нуркачи, исто така и волонтери кои што помага околу вадењето на ѓубрето кој што ние нуркачите го вадевме под водата, така што се на се прекрасна акција, пред се организирана нели од нуркачите во скаут клубот и Езерски пулс, така што ете и нив би ги поздравила и ние како пред се јас како нуркачка од мојот спелео нуркачки клуб Врело со нашиот тим земавме учество и бевме дел од оваа екоакција, како што сме секогаш дел од вакви големи акции, меѓутоа и самите сме дел од акции кои што се случуваат и кај нас во Скопје и на Матка и нашето Врело. Така е, да. Од кога си, Весна, член на Врело, бидејќи и мене ме изненади оваа информација, знам дека си цел живот во спортот и до некаде не ме чуди ако пробуваш нели во различни сфери да се пробаш, но од кога и од каде љубовта и за нуркање? Па ете и за спелео нуркање? Да, јас сум Да, точно. Малкумина знаат за оваа моја активност и пасија, бидејќи јас сум едно од основачите, дури тоа не го знаат многумина, на спелео нуркачкиот клуб Врело, бидејќи сум уште од самото основање од некаде 2009 година кога почнавме да се екипираме така нуркачите кои што циркулираме околу Матка, бидејќи сепак Скопје не било претходно, не беше традиционално познато по нуркање, бидејќи се сметаше дека претежно главните води во Македонија се превземани нели во Струга, во Охрид, па дури околу Преспанското езеро, меѓутоа Скопје не беше атрактивна, да речеме, нуркачка дестинација, се додека не се активиравме ние, него основавме токму спелео нуркачкиот клуб Врело,
баш поради една од тие причини, за да екипираме и некоја поголема екипа во Скопје. Така што навистина сум горда што сум дел од самите почетоци на овој клуб. Имаме сега, јас сум релативно рекреативец во овој дел, бидејќи има голем дел од нашите членови кои што навистина професионално се занимаваат со ова и со пасија и со страст. Јас сум повеќе рекреативно ангажирана, така што драго ми е што сум толку години дел од оваа екипа, меѓутоа секогаш сум била така позадински, не сум била така во преден план. Да, во преден план, бидејќи секогаш ми било повеќе атлетиката, спортот, таа ми била тука ми бил професионалниот ангажман на мене, нуркањето сум им го ставала повеќе на професионалните нуркачи, а јас сум само дел од екипата која што е во главна поддршка позадинска. Одлично. Супер информација за тоа дека си дел од основачите и дека со години наназад знаеш што се случува во Врело. Тоа исто така наши драги пријатели би рекла со оглед на тоа што ги следиме сите нивни активности и сакаме да информираме и за акциите и за рекордите. И многу пати сме зборувале за чистење на кањонот Матка, но сега можеби во некоја друга прилика за тоа да се навратим на Охридското езеро. Колку секој пат нуркачите Весна се изненадуваат, можеби одново за тоа што се човекот може да фрли во Охридското езеро. Што оваа година извадивте како отпад? Да, точно така, навистина се изненадувам. Знаете, претежно очекуваме дека можеби тука доаѓаат за рекреативно уживање покрај езерото, па очекуваш, иако не е нели прифатливо, него храбрувам дефинитивно да најдете некоја, не знам, лименка, шише од алкохол, од пиво, од некои други освежителни напитоци, слично, пластични шишиња од вода и слично. Меѓутоа, ние навистина јас се изненадувам, имавме една пред, не знам, повеќе години друга екоакција исто така во Охридското езеро, кога буквално вадевме тавчиња, тенџериња, вилушки. Ние со нуркачите знаеме да се пошегуваме дека можеме да најдеме, да си опремиме цела една кујна со отпадот кој што го наоѓаме сега. Еден стан, да, па дури еден стан, навистина да се зачудуваме. Јас се зачудувам искрено сега, тоа е нели малку и во негативен контекст, сепак се вади толку многу отпад кој што навистина не доаѓа сам по себе таму, што значи дека ние како луѓе го загадуваме тој дел и буквално мислам логиката е дека некој наменски доаѓа, влегува дали со чамчиња, со бродчиња, влегува и го истура тоа ѓубре во езерото, што тоа е еден од апелите кои што сакаме да ги патиме преку вакви екоакции, дека тоа ѓубре не останува некаде закопано, па ние никогаш нема да го видиме, туку тоа е тука, стои, скапува и ја загадува целата околина, која што на крај пак повторно ние во истата треба да живееме, така што тоа е уште една од иницијативите кои што сакаме да ги истакнеме преку овие екоакции, дека навистина тоа ѓубре не сме да се најде таму и мора да бидеме и ние самите како луѓе кои што ги користиме овие води, да бидеме многу повнимателни што правиме и како се однесуваме пред се со самата наша средина, бидејќи тоа е наша средина, мора така да си ја сакаме. Ако си ја сакаме нели и татковината и државата, ова е уште еден начин како да покажеме љубов кон истата. Така е, Весна, ти благодарам многу, времето ни помина за многу брзо, но се надевам ќе се видиме во друга прилика и тука во студиото со оглед на тоа што можеме да зборуваме за многу работи. Овој пат фокусот го ставивме на екоакцијата која што се случи во Струга во Калишта, но секогаш треба да ни биде ова потсетување колку навистина треба да си ја сакаме и чуваме природата, бидејќи на крајот од денот ние сме тие кои што го користиме Охридското езеро, уживаме во неговите убавини и треба да го зачуваме онака како што заслужува да биде. Ти благодарам многу што утринава беше дел од нашето утринско вклучување или будење и што на некој начин ја допринесе за оваа петочна утринска нателма. Ти благодарам и се гледаме во некоја друга прилика. Ти благодарам и јас и секако се гледаме.